Оглед дека настанаа проблеми во карате спортот, јас пропуштив на 2-3 првенства, меѓутоа еве сега веќе дојде крај на тие караници, конечно се смиривме и се надевам дека 94-та година ќе не биде многу поуспешна. Благодарам и ви го посакувам тоа. Јорданчо Давидков, кошаркар. Како капитен го предводеше својот клуб Годел Работнички Скопје во освојувањето на државната шампионска титула. Потоа во освојувањето на Купот на Македонија и сега во Европската лига на Купот на победниците на куповите. Капитен е на кошаркарската репрезентација на Македонија. Еден од нашите најдобри стрелци во кошарката. Јорданчо Давидков. Секако за вас е прашањето, кој од минатите успеси ви е најдраг во кошарката? Па секако минатата година беше година на успеси на Годел Работнички. Мене ми се драги сигурно и освојувањето на купот кој беше прв во Македонија и на правенството прв во Македонија. Од спортски аспект секако најголем успех ми се чини е влегувањето ми во 12 екипи во Европа. И уште едно прашање, каде ја гледате македонската кошарка во Европа, односно каде е нашето место во европските купови? Па мислам дека нашето место во европските купови со двајца квалитетни засилувања од странство може да постигнеме голем успех. Да се пласираме во тие завршни борби кои би представували и завршен дострел, додека нашата репрезентација една млада репрезентација која со неколку години работа мислам дека може да биде во средината на европската кошарка. Благодариме и многу успех на Годел Работнички на нашата кошарка. Владко Богдановски е вториот македонски велемајстор. Шахист со највисок рейтинг во нашава држава, со најуспешен поединечен биланс на екипното државно првенство. Победник на меѓународниот турнир Алкалоид 93-та, четврти на Опен турнирот во Скопје меѓу учесници 86 од кои 11 велемајстори. Поединечен државен првак на Македонија. Богдановски, сон за секој што еднаш во животот ќе седне зад шаховската табла е да стане велемајстор. Вие титулата ја потврдивте дури со 3 бала. Што е сега наредна ваша цел? Па јас искрено се надевам дека овој резултат пред се ќе биде поттик за многу наши шахисти кои го посветуваат своето време на ова благородна игра да продолжат со понатамошна работа и постигнуваат вакви резултати. А што се однесува до мене, мислам дека престојат меѓународни настапи, престои меѓународна верификација на оваа моја титула и мислам дека токму во оваа година, кога нашиот шаховски сојуз е примен во ФИДЕ, е баш срекна година за еден ваков резултат и за една меѓународна верификација. Можност за меѓународна верификација на еден таков резултат секако е и шаховската олимпијада што годинава треба да се одржи во Солун. Со двајца велемајстори, млади по години, со уште неколку исто така млади, а силни шаховски интернационалци, што можеме да очекуваме од репрезентацијата на Македонија? Во 60 годишната историја на олимписки циклус, олимписки шаховски олимпијади, за прв пат репрезентацијата на Македонија оваа година ќе настапи. И мислам дека со расположивиот кадар имаме што да кажеме на таа олимпијада и ќе покажеме. Благодарам. А како за сите наши најстакнати спортисти за чии што остварување и е приредена оваа вечерашна манифестација, изминатата 1993 година беше успешна и за Маријана Мишева. Моминска солза е песната која што со задоволство беше слушана во изминативе месеци од љубителите на народната музика. А се разбира, ќе ја слушнеме и на вечерашниот избор за најдобар спортист.
dušo ili sakaš samo da me izvaniš. Ko sokol me nadletuvaš, ko sonce me zasvetuvaš, zar gebe Aleksandre što veruvam, za tebe i selke napravam. Momirska kletva Bože teška je, momirska soza žeška je. Kaži da li me ljubiš ti, da li me ljubiš, kaži mi, dušo ili sakaš samo da me izmamiš. Na oči veser raduvaš, na gradbine nasladuvaš, zar gebe Aleksandre što kažu vam, ja srce vodoj zalažuvam. Momirska kletva Bože teška je, momirska soza žeška je, momirska soza žeška je. Со искрено и со задоволством се патува низ светот. Со децении веќе спортските асоциации, спортските редакции, секцијата на спортските новинари на Македонија ги избираше најдобрите спортисти на нашава држава. И кога начело на тие ранглисти беа различни имиња, сепак сите тие спортисти, нивните резултати се дел од нашата заедничка спортска историја. Почитувани гости, почитувани посетители, имаме задоволство вечерва овде меѓу нас да поздравиме дел од тие великани на македонскиот спорт, а еден од нивните представници помалку и овде на сценава. Незаборавни се настапите на нашиот голман Драган Мутиварич, инаку во моментов тренер на најуспешната екипа Вардар од Скопје. Еве денес тој допатува од Сандански, од соседна Бугарија, да присуствува на ова наша заедничка манифестација. Драгане, благодарам што допатувате и пренесете ги поздравите од вашите колеги, односно фудбалери. Добро вечер на сите гледачи на Македонска радио телевизија и на сите присутни во сала. Имате поздрав од фудбалски клуб Вардар, кој е сега во Сандански, и поводом тога имате поздрав и од председателот Филип Ѓурчиновски и директорот на клуб Драган Томовски. Обеќавају дека ќе дојдеме и ќе одиграме еден надпревер со домашниот клуб. Благодариме на поздравите. Меѓутоа, Драгане, денеска Македонија навистина славеше, бидејќи прв пат ја видовме и во жребувањето за Европа, односно за европските купови. Каде е нашето место во оваа квалификациона група? Ја нема да бидам нескромен, али мислам сите во сала ќе се сложат дека треба први да бидеме. Веруваме дека
ова желба на Драган и на нашиот селектор кој што е присутен во салава, Андон Дончевски, и на задоволство на сите нас и на гледачите на македонската телевизија ќе биде остварена. Благодарам, Драгане. И еве за ветераните од спортските борилишта, песна од ветеран од музичката и естрадна сцена. Томислав Манич и Црвени рози. Jednoslavje znači srećen znak, daj nasmevni se. Sve što vredi nosi ljubov ta, vrati otvara. Keminat bezbroj dni, sonif ja sviti, za sve što događa, da nas zdravi me. Crveni rozi, za vas madam. 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 Eden bakneš ili dobar zbor, jave ili son. Srce starost meni priznava, želba silna sme. Na veki vekov sme, dvajca zajedno. Na veki vekov sme, da nas zdravime. Crveni rozi, za vas madam. 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 Еден од асовите кој доаѓа од најтрофениот македонски спорт борењето секако е Владко Соколов, борач на Спартак Евроспет од Кочани.
На Европското првенство минатата година, што се одржа во Турција, во категоријата до 52 килограми го освои 8-то место. Четврти беше на младинското светско првенство, освојувач е на македонскиот бисер 1993 година. Златко Соколов во овој миг ги брани боите на државната репрезентација на меѓународниот турнир во Краснодарск, Русија, па затоа е оправдано одсутен. Но сеедно ние искрено му честитаме и очекуваме аплауз за Златко Соколов. Голтката бара екстра. Скопско екстра. Со 35 постигнати голови во првиот државен фудбалски шампионат на Македонија, Саша Чирич стана најдобар стрелец. Даде голем придонес во освојувањето на шампионската титула за неговиот Вардар, секако и во тешко достижните рекорди што ги постави шампионот. Со Вардар го освои Купот на Македонија. Сега, како интернационалец во редовите на ЦСКА од Софија, придонесува за меѓународниот углед на македонскиот фудбал. Но токму поради тој факт не можеме вечерва овде да го поздравиме Саша Чирич на подготовки со неговата екипа за предстојната фудбалска сезона. На светското првенство во борење слободен стил за кадети во германскиот град Дуисбург, на Лури Шенаси, член на боречкиот клуб Скопје, му ја донесе титулата спортист за месец јули. Во нашиот најтрофеен спорт од Шенаси, како и од Соколов и од другите млади таленти, се очекува да продолжат постапките на Сейдију, Трстена, Шоров. Лури Шенаси. Шенаси, Дуисбург е веќе заборавен. Дали останаа спомените и што очекувате во вашето борење? Ќе се трудам да освојам уште една златна медаља. А што со нашата репрезентација? Да ги бранам боите на нашата држава Македонија. Му честитаме на Шенаси и очекуваме уште неколку златни медали. Теодора Раптис победи на малиот Охридски маратон. Беше втора во меѓународна конкуренција за жени на големиот на патеката од 26 километри. Како победничка го заврши и маратонот на Хвар во Хрватска. Во неја ја гледаме наследничката на незаборавната Атина Бојаджи. Со само 16 години блесна во маратонското пливање, што ли се ќе може да оствари во кариерата. И навистина, Теодора, што се можеме да очекуваме годинава и во овие што не идуваат? Па овака јас ветувам дека ќе дадам се од себе да успеам и на кратките дисциплини, како што успеав на маратонот. Се надевам дека ќе успеам во тоа. А во маратонот ветувам дека ќе дадам се од себе и дека ќе имам добар пласман на светските првенства. Значи, иако твоите резултати постигнати во надпреварувањата во мали базени на некој начин останаа малку и во сенка, можеби неправедно во однос на остварувањата на маратонското пливање, ти остануваш паралелно во двете дисциплини. Да, јас не се откажувам, продолжувам и понатаму на кратките дисциплини. Се надевам дека ќе учествувам на
Олимпиадата во Атланта 96 година и дека ќе успеам. А ние очекуваме од тебе да те гледаме и во наредните избори за спортист на годината. Една ластовичка не ја носи пролета, но затоа може да донесе романтика. Неодамнешната ластовичка Владо Јаневски по изворедно успешната година на соло настапи вечерва ни донесува чаирска романтика. Diamonds are forever. Допирот со убавината е она што останува вечно. Голдмак, Радовиш. Овој рекламен спот и изненадувањето за вас, за најсреќните некои од вас овде присутни во салата, како и за најсреќниот меѓу телевизиските претплатници. Мала наградна игра, организирана од СКОК, Македонската телевизија и спонзорите на нашава вечерашна приредба. Најпрвин, кој од телевизиските гледачи ќе му се израдува на подарокот од Голдмак? Затоа ќе ги замолам да ни помогнат нашиве најдобри спортисти, овде што ги имаме веќе излезени на сцената. Една мала игра. Теодора, кажи ни еден број меѓу 0 и 3. Па ја нека биде тоа број 3. Започнуваме со број 3. Маленко, 0 или 1? 0. 3, 0. Елвир, еден број од 0 до 9. 5. 3, 0, 5. Јорданчо исто така од 0 до 9. 2. 3, 0, 5, 2. Златко, од 0 до 9. 3, 0, 5, 2, 8. Исто така од 0 до 9. 4. 3, 0, 5, 2, 8, 4. Тоа е претплатничкиот број за платена надоме за телевизиска претплата за месец јануари. Нашиот гледач со такво претплатничко ливче ќе добие подарок од Голдмак Радовиш. Македонската телевизија додели една награда, меѓутоа СКОК ќе додели 3 награди. Еве како ќе го изведеме тоа. Вечерва е на спортска приредба и очекуваме нормално и спортски да ја изведеме ова наградна игра. Имаме 3 тениски топчиња, а ќе ја замолам дамата подеднакво да ги фрли на трите страни. Првото, одиме. Нашите репортери не играат. Нашиот репортер го доби, ако сакате повторно и ова топче. Значи покажавте одличен рефлекс и верувам дека можете да изградите, како што имате изградено прекрасна сала и едно тениско игралиште. Добитниците на топчињата треба да се јават после завршувањето на приредбата кај нашиот продуцент и да ги подигнат наградите. Меѓутоа, верувам дека, читајќи го СКОК, ќе добивате уште награди. И еве честитки до вечерашните добитници, а ние продолжуваме понатаму повторно со една музичка numera. На Фолкфестот во Ландово 93, меѓу наградените песни пеше и песната "Пеам да не заплачам", што изворено ја интерпретираат нашите вечерашни гости Блага Петревска и Гоце Арнаудов. Тенисерот Зоран Шевченко беше спортскиот јунак на месец септември.
Признанието го заслужи со освојувањето на Macedonian Open турнирот во Скопје. Инаку поголемиот дел од годината го минува во Германија, каде што ги брани боите на својот тамошен клуб. И се разбира на тениските терени на турнирите ширум светот. Спортист на септември Зоран Шевченко. Шевченко со организацијата на отвореното првенство на Македонија за 93-та и со квалитетот се чини дека направивме чекор кон турнири од рангот на Challenger или ATP. Да, во секој случај организацијата оваа година навистина беше прекрасна, така да веќе од следната година ќе прерасне во еден челенџен турнир, така да ќе може да се бодува за светската ранглиста самиот турнир. Во тенисот како поединечен спорт е исклучително тешко да се направи пробив кон светскиот врв. Тие напори ги правите вие, Китинов, Марина Лазаровска. Колка ви се изгледите некој од вас да успее да влезе во светската тениска елита? Да, во секој случај изгледите се сепак големи, бидејќи располагаме со добри играчи како во тенискиот клуб Југ, така и широм Македонија. И македонскиот тенис навистина оди напред, така да тие желби секако се наши на тенискиот клуб Југ и на тенискиот сојуз на Македонија, така да се надевам дека во иднина ќе имаме и подобри играчи од нас. Што уште повеќе ќе ги врзе љубителите на тенисот крај малите екрани да го следат вашиот настап на меѓународна сцена. Ви благодарам. Во македонската фудбалска историја останува запишано. Првиот гол за државната фудбалска репрезентација го постигна Зоран Бошковски. Но звездените моменти од надпреварот во Крајн против Словенија не се и единствените во минатата година за Зоран Бошковски, голгетер на Силекс и на првиот дел од новиот шампионат. Фудбалер на годината во избор на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Зоран Бошковски. Зоране, честито. Мислам дека се уште се вртат моментите од тритата минута во Крајн Словенија. Што за вас тоа беше и што остана? Па тоа беше еден голем ден за македонскиот фудбал, а за мене уште повеќе затоа што го постигнав тој прв официјален гол за нашата репрезентација. Ве сметаме за наследник на Дарко Панчев. Еве, уште една шанса, меѓутоа би рекол шанса за сите ваши колеги во новото европско првенство што денес сите го гледавме на малиот екран за квалификационата група. Вашите мислења, што очекувате и дали нашите можности се за горниот врв? Па сигурно дека излековме една силна група со три мощни квалитетни репрезентации. Мислам дека тука и нашата репрезентација веднаш зад овие три репрезентации. Тоа за нас ќе биде еден голем мотив да се представиме на фудбалска Европа во светло издание. Честитки уште еднаш за фудбалерите на нашата државна репрезентација и верувам дека ќе имаме убави мигови да се радуваме како во третата минута во Крајн. Се надевам дека ќе има многу радости од десен за цела Македонија. Благодарам. Тодор Манев на светскиот куп во куглање во Загреб, Хрватска го освои третото место во поединечна конкуренција, а учествуваа многу светски асови од овој спорт. Манев е и рекордер на Македонија во бројот на соборени кегли, најзаслужен за успесите на неговиот клуб Работнички Хелак од Скопје.
Спортистот на ноември Тодор Манев. Манев, и изборот за спортист на месецот ноември и вашата кандидатура за спортист на Македонија за 93-та зборуваат дека куглањето не е или не треба да биде спорт од втор ранг. Па ја мислам дека секој спорт си има своја, мислам, како да кажам, своја тежина и секоја убавина. Нормално дека има и добри резултати може да се постигне на ова поле. Би ве прашал нешто друго. Ако со само една пристојна кугларница надпреварувачка во нашава држава остваруваме вакви резултати, каде би ни бил крајот кога би ги имале повеќе? Каде ни бил крајот? Сигурно дека со вакви услови ова е стварно голем успех за македонското куглање. Кога би имало барем уште 2 до 3 куглани, ја мислам дека би имало и сигурно вакви повеќе резултати наврни манифестации, спортски прави, европски и така. Знам само едно дека секој спорт со добри услови може да се постигне добри резултати. Без услови мислам дека нема добри резултати. Вашите резултати нека бидат и поттик да се создадат и подобри услови за кугларскиот спорт. Благодарам. На светското првенство во мали базени во Палма де Мајорка, Кире Филиповски го освои 15-тото место на 200 метри пеперутка. Државен првак, рекордер, 16-то пласиран на Универзитетата во Бафало, трет на државното првенство во маратонско пливање. Инаку Кире Филиповски е добитник и на наградата на град Скопје 13 ноември за минатата година. Кире Филиповски и исто така како другите спортисти не е присутен вечерва, се наоѓа на една турнеја во Соединетите Американски држави. И еве, почитувани гледачи и драги посетители тука во спортската сала во Радовиш, ги проследивте остварувањата на нашите најдобри спортисти за изминатата 1993 година. Тоа значи дека се приближуваме до моментот кога ќе го одбереме најдобриот од нив, оној кој победуваше на домашните надпреварувања и кој успешно се носеше во меѓународната конкуренција. А тука во спортската сала во Радовиш вечерва ќе поздравиме уште еден гостин. Тања Кочовска со победничката песна од фестивалот Маквес 93 "Твоите очи, сине". Што се случи, ни сама не знам. Стана се како во сон. Поглед скриен, очи топли, срце знае. Влезе дивко во мојот живот, ми вети цвестен без крај, неба нови, кон нив навек да се плови. Време мина, сјајот скина, се сруши вмиг, како спомен, писмо едно се збогу. Дај ми, Боже, дај да летнам, да го сретнам јас, но што ли да му речам, зар може да го спречам?
Твоите очи, мой сине. Što se случи, ni sama ne znam. Stana se kakovo сон. Колко губев, što te ljubев, srce znае. Vreme mina, sjajot skina, se sruši v mig. Kako spomen, pismo edno za spokoj. Daj mi, Bože, daj da letnam, da go sretnam jas. No što li da mu rečem, zar može da go sprečem? Duša boli i ke boli, noke mine, a za spomen tvojte oči, moj sine. Duša boli i ke boli, noke mine, a za spomen tvojte oči, moj sine. Beže se kako vo son. Ако сакате живот остави биде слабо, бирате се кога сон. ПКБ Скопје понуди широк асортиман на млеко и млечни производи. Голем избор на производи Краш. Голем избор на сувомесни производи од Словенија. Смрзната риба Осиć. Природен 100% јафа джус од Израел. Млеко ПКБ. Оцет и други производи по најповолни услови. Драги посетители, драги гледачи, дојде конечно моментот најдобрите да ги примат заслужените признанија. Во оваа заедничка акција на СКОК и на спортската редакција на Македонската телевизија прогласуваме најдобра женска и најдобра машка спортска екипа за 1993 година и за прв пат спортски спектакл на годината. За најдобра женска спортска екипа за 1993 година се прогласува ракометната екипа на Ѓорче Петров од Скопје. Со одличните резултати на меѓународните турнири во текот на годината, со освоената шампионска титула и со добрите игри во купот на европските шампиони, ракометарките на Ѓорче Петров и немаа посериозен конкурент при изборот. Како посебен бисер останува победата на трикратниот европски шампион Хипо Банка од Виена во првиот дуел во рамките на купот на шампионите. Го молам представникот на ракометната екипа Ѓорче Петров, Неделко Неделковски, да дојде на сцената, како и представникот на редакцијата СКОК, господинот Милорад Стојмановски, кој ќе му го предаде признанието. Неделковски, Ѓорче Петров стори многу и на организационен и на кадровски план во годините што остануваат зад нас, за да фати чекор со Европа. Тој чекор до некаде е и фатен, што го покажа и вашите резултати во 93-та. Што се сега наредните планирани и програмирани зафати?
Сигурно дека оваа година постигнавме запазени резултати не само во ракометот, туку и во спортот воопшто. Ракометниот клуб Ѓорче Петров прави напори да спортот на ниво на Европа го подигне и ја репрезентира нашата република, односно нашата држава, што подалеку со врвни резултати во Европа. Благодарам, посакувам да успеете на наше заедничко задоволство. Честитки за Ѓорче Петров, меѓутоа, навистина конкуренцијата за најдобра машка екипа на годината беше голема. Сепак, најдобра машка спортска екипа за 1993 година е кошаркарскиот клуб Годел Работнички од Скопје. Годел Работнички е државен шампион на Македонија, освојувач на купот, учесник во купот на шампионите, а сега и во Европската лига на купот на националните куп победници. Победите на Тунсграм, Хонвет, Мустанг Джис, Тофаш го свртеа вниманието на европската кошаркарска јавност. Во Македонија сепак се игра кошарка, и тоа добра кошарка. Го молам представникот на Годел Работнички, господинот Владимир Боцевски, инаку повеќе пати прогласуван за спортист на годината, еден од најуспешните кошаркари во Македонија, да го прими пехарот, што овој пат ќе го врачи господинот Атанас Костовски, уредник во спортската редакција на македонската телевизија. Еве, честитки. Боцевски, навистина имавте доста напорни надпревари во годинашниот куп. Имавте доста работа и на домашната сцена. Кажете ни, каде ја гледате македонската кошарка, односно кошаркарскиот клуб Работнички? Кошаркарскиот клуб Годел Работнички оваа година најрепрезентативно ја представуваше македонската кошарка како во домашно првенство, така и надвор во Европа. Мислам дека оваа година за Работнички е најплодна затоа што освоивме првенство, освоивме куп и во моментот се наоѓаме во купот на победниците на куповите, каде играме уште две утакмици, а тоа се со Тофаш од Бурса и со Белинсона од Шпанија. Благодариме и му посакуваме на Годел Работнички уште многу пријатни мигови и, се разбира, победи. Со своите настапи и ракометните екипи на Ѓорче Петров и на Годел Работнички ја креваат температурата во гледалиштето меѓу влюбениците во спортот. Доживеавме сите ние заедно во 1993 неколку големи спортски спектакли кај нас.
Убаве слики на големото платно овде во салата и на телевизиските екрани, почитувани гледачи и посетители, требаше да не подсетат на прекрасните моменти од настапите на Годел Работнички во надпреварот против Мустанг Джинс, например, на финалето на фудбалскиот куп на Македонија, но спектакл на годината е обновениот меѓународен Охридски маратон. И би замолил најпрвин дали во салава имаме присутни од организациониот комитет на Охридскиот маратон. Доколку не, ја имаме второпласираната во меѓународна конкуренција и победничка во домашна конкуренција Теодора Раптис, која ќе го прими признанието, а го молам представникот на генералниот спонзор на вечерашнава приредба, господинот Ванчо Чифлиганец од Бучим, да го предаде признанието за спортски спектакл на годината. Се надевам дека 95-та година ќе бидеме најуспешна спортска екипа Бучим јака од Радовиш на нашата земја Македонија. Честитките до Охриѓани музички ги пренесува нивниот сограѓанин Петар Нејчовски. А насловот на песната "Слушај ги камбаните" како да го најавува највозбудливиот и најнеизвестниот момент од вечерашнава манифестација. Чекор поблизу до светот на модата. Колекција детски панталони Виви Шоу. Колекциите се наменети за вашите најмали. Чекор поблизу до светот на модата, чекор поблизу до Виви Шоу. Винка, Виница. Драги посетители, почитувани гледачи, дојде моментот кога ќе го да знаеме и најдобриот спортист на Македонија за 1900